Почитувани, председателскиот кандидат на власта во втор обид Стево Пендаровски се чувствувал небезбеден, обвинува за негово следење, како вели веројатно и на неговото семејство. Пендаровски, поранешен полициски функционер, обвинува дека странски служби шетаат и го фотографираат него и неговото семејство. Истото обвинување беше поддржано и од Кирацовски, партиски генерален секретар и шеф на изборниот штаб на Пендаровски. А 2 дена Оливер Спасовски, вице-премиер, партиски против кандидат на Пендаровски и воедно министер за внатрешни работи, молчи за обвинувањата. Почитувани, јавноста мора да знае дали државата е безбедна, дали Стево Пендаровски е безбеден, дали е следен од странски служби, кои се тие странски служби за кои што посочува Пендаровски. Спасовски е должен да одговори, постои ли безбедносен ризик, точно ли се обвинувањата на Пендаровски, која е таа опозицијска партија за која што зборува Пендаровски ја се надоврзува Кирацовски. Почитувани, постои можност и се сомневаме дека ова всушност е основа за следење на опозицијата од страна на власта. Свесно се пласира лага за да се отвори истрага со која што би се дозволило следење на против кандидатите. Почитувани, ако Пендаровски, кандидат на власта, се чувствува небезбеден сега, како ли треба да се чувствува кандидатот на опозицијата? Какви ли избори најавуваат Пендаровски и Кирацовски? Спасовски мора да каже дали е способен да ги заштити председателските кандидати и да обезбеди фер и демократски изборен амбиент, односно безбеден и демократски изборен ден. Ако Пендаровски како кандидат на власта се чувствува небезбеден, како ли треба да се чувствуваат граѓаните, гласачите во Република Македонија? Дали гласачите се небезбедни? Дали и другите кандидати треба да се чувствуваат небезбедно? Спасовски тоа мора да го каже уште повеќе, доколку изјавите на Пендаровски се шпекулација и манипулација со јавноста, заради што е фатен во лага, тоа да биде соопштено. Алибито на Пендаровски заради неговиот пораз на изборите не смее да биде за евизмот. Жртва не смее да биде чувството за безбедност, а за тоа да биде обвинета опозицијата, а не власта. Почитувани, токму затоа во Македонија ќе победи правото и правдата, ќе победи Гордана Силјановска-Давкова, ќе победи ВМРО-ДПМНЕ. За евизмот паѓа, победува честита Македонија. Ви благодарам.